Добро. Кажавте, господине Балковски, дека владата не работи. Па тоа не го кажува опозицијата или некој друг. Бројките го кажуваат тоа. Можете да видите по сите параметри. Понатаму, вие сте биле министр за транспорт. Еве, кажете ми, 10-15 дена трае расправа за буџет, еден проект кој што е испланиран, обезбедени се средства, испроектиран и започнат во последниве 3 години. Добро ја разбирате тематиката. Еве и јас, и Игор Јанушев и Владо Мисајловски доаѓаме од тоа министерство, па можеме на стручна основа да ја преместиме дебатата и ќе ве разбереме. Кажете ми само еден проект. Понатаму излажавте кога кажавте дека во минатото немаше да бидат прифатени 9 амандмани. Министерот Ставревски прифатил 44, ете тука е Мисовски може да ви каже за тоа. Тоа сметам дека е едно позитивно искуство кое што владата го направила. Значи сега се прифатиле 9, а во едно изминато време еден министер на ВМРО ДПМН прифатил 44. Ради вашата суетност, вие не прифативте амандман каде што требаше да се обезбедат средства за 3 амбулантни возила на Струмичката болница. Потоа можевме да видиме дека директорот на таа болница бара донација за да обезбеди амбулантно возило на Фејсбук. И сакам да ја искористам оваа прилика и да му честитам на храброста на човекот, заради тоа што можеме само да замислиме ни што поминал тој човек за да го напише тоа на социјалните мрежи. И од оваа говорница ги мотивирам сите оние кои што се во здравствените капацитети кога ќе имаат вакви проблеми, слободно луѓе, произнесете ги јавно, ако така се решаваат проблемите со здравството во државава, тогаш да видиме кај фали и што фали, па за да можеме за 1, 2, 3 дена да им ја завршиме и да им ја исполниме таа потреба. Понатаму и вие и сите пратеници од власта користите една флоскула која што сега во овој момент ќе искористам можност да ви ја разберам што направило ВМРО за 10 години. Ама заборавете да кажете една работа. Од тие 10 години, 8 години со нас во коалиција беше почитуваниот ваш сегашен коалиционен партнер Дуј. 8 години заедно со нас во владата бе. Ај нас што не навредувате, тоа ви е ваша работа, ама немајте да ги навредувате луѓето. Пред избори ги нарекувавте секако, сега продолжувате да ги навредувате, да им лепите епитети. Господине Балковски, во политиката се случуваат чуда. Кога вие и војводата можете да станете најголем поддржувач на Заев, тогаш не знам што би ги спречило овие луѓе што толку ги навредуваат набрзо да сменат коалиционен партнер. Ви благодарам.